Собранието во август годинава го усвои новиот закон за основно образование. Во новиот закон е вклучена сеопфатна стратегија насочена кон инклузивен образовен систем за сите ученици со попреченост. Тотална инклузија, не знам како да ви кажам, дека во светот не постои. Лично мислам дека не треба да постојат ниту специјални училишта, ниту пак посебни паралелки во редовните училишта. Токму инклузијата е онаа која што ја разбранува јавноста. Дел од експертите ја поддржуваат идејата, но дел од нив сметаат дека во овој и ваков општествен и образовен систем во земјата, таа едноставно е невозможна и може да се покаже како контрапродуктивна. За инклузијата меѓу декларативноста и реалноста зборуваме со професорките Јасмина Трошанска и Миријана Најчевска. Има деца кои што не се прифатени заради тоа што не може да се справат учителките, заради тоа што имаат преголем број на деца. Значи, ако такво дете кое што не посетува градинка, вие го вклучите веднаш во основно образование, тоа ќе биде вистински шок. Тука не станува збор да го фрлиме детето со попреченост во училиште и да кажеме еве ви го правите што сакате со него, туку да изградиме цел систем на поддршка и за самото училиште, и за самиот наставник, и за сите деца во оделението во кое што се наоѓа тоа дете и за самото дете. Професорката Јасмина Трошанска вели дека постојат деца со комбинирани попречености, кои што ако правилно се проценат, ќе се дојде до заклучокот дека тие не можат да се снајдат во средината и редовните училишта. Но сепак мора да се издаде начин на кој тие ќе се образуваат и ќе посетуваат некаква средина која што ќе ги едуцира и максимизира нивните способности. Не зборувам за лесни деца со лесна попреченост. Постојат деца кои што имаат комбинирани потешкоти, постојат деца со аутизам кои што на пример средината редовно училиште со огромен број на деца, со ходници во кои што има премногу ехо, во кои што има премногу дразби кои што можеби им пречат, тоа ќе биде за нив голем шок. И тие деца наместо да ги изразат своите јаки страни, во училиштето ќе уназадуваат. Професорката Миријана Најчевска пак вели дека во законот мора да влезе апсолутната инклузија како нешто кое што ги подразбира почитувањето на оно што представува еднакво право на образование за сите деца. Идејата на инклузијата е токму тоа, дека не се справуваат наставничките сами во училиштето со децата, туку тие добиваат неверојатно голема поддршка од целата заедница. За тоа кои чекори треба да ги превземат општеството и државата, зборувавме со Благица Димитровска, председателка на Сдруженијето Инклузива од Куманово. Таа е воедно и родител на дете со посебни потреби. Значи, тука мора да има еден процес каде што ќе постои адаптација на училиштето. А второто нешто што треба да се направи е обука на наставниот кадар. Постои голема отпор кај наставниците да имаат дете со попреченост во паралелка, а со оправдување дека им одзема време, не можат да работат со другите ученици. Да погледнеме како функционираше инклузијата во реалноста пред донесувањето на новиот закон. Виктор Тошевски е роден со оштетен вид, но и покрај многобројните секојдневни препреки не се откажа од својата најголема желба да стане музичар. Кога го запознавме, тој речиси да немаше никакви услови за работа во средното музичко училиште. Покрај тоа, Виктор немаше ниту превоз како сите останати ученици. Имаше еден бесплатен средношколски билет, но само еден. Можете ли да замислите како ученик со оштетен вид може да се вози во некој од автобусите на јавниот превоз? Покрај тоа, Виктор нема ниту асистент. Единствениот придружник е неговата мајка која е лишена од можноста да работи и заработува, само за да може да го оствари сонот на своето дете и при тоа мора сама да го плаќа превозот. Една шума на препреки имаме ние. Кај нас има една автобуска карта, како и за сите, така му ја даваат и на Виктор, па барем да беше за двајца за придружник. Немам капацитет да замислам како може да ја користи слободната. Детето ваше нели не гледа, викам да. Епа не е писмен. Виктор е еден од најдобрите ученици во неговиот клас. Приказната за Виктор е само една мала илустрација за тоа како нашето општество се однесува не само со децата со посебни потреби, туку и со талентираните и напредни ученици.
Затоа, кога се изготвуваат вакви закони, мора да се работи систематски и постепено, за да може да бидат опфатени сите деца. Професорката Трошанска инсистира на спроведување на меѓународната класификација на функционалности за сите деца со попреченост да се проверат функционално. Значи прво и основно почна да се прави таа меѓународна класификација на функционалности, децата да се проверат функционално. Сите деца со попреченост. Кога кажувам сите, тоа значи сите. Прво треба да се избројат, условно кажано, да се евидентираат и тоа по функционалност. Колку деца има и каква попреченост има, односно каква потреба имаат. Веќе во инклузивното општество ние нема да ги гледаме нивните недостатоци, туку кои се нивните јаки страни. Професорката Најчевска вели дека дури 98% од децата со попреченост можат и мораат да се вклучат во редовниот образовен систем. Таа инсистира на градење на општество кое ги препознава различностите. Дали нашата држава и општество се подготвени за целосна инклузија на децата со посебни образовни потреби, зборувавме со граѓаните на Скопје и Велес. Мислам дека тоа не е изворливо. Или ќе трпат деца кои имаат нормални потреби, или ќе трпат деца кои имаат посебни потреби, затоа што фактички невозможно е професор да работи на два начини во исто време. Па мислам дека може да учат. Бидејќи и тие се сепак деца со поголемо внимание дека ќе достигнат успех. Па не знам колку би било тоа паметно, например. Заради децава други мислам. Не знам дали ќе го прифатат тие деца други. Јас не верувам дека родителите на децата кои што немаат попреченост се спремни да прифатат инклузивност во училиштата во кои што одат нивните деца. Многу често тие родители даваат социјално посакувани одговори, декларативно сакаат да се представат дека се многу напредни, полни со разбирање и слично, меѓутоа само малку ако се загребе ќе се види дека тие имаат неверојатно голем отпор кој што е карактеристичен за некои примитивни општества во кои што попреченоста е казна Божја. Ние не сме назад, се движиме напред, но ќе треба за да побрзо се развиеме, да евалуираме, многу побрзо да итаме напред и ќе треба многу разумни решенија да носиме. Значи, нашето општество не е комплетно спремно, се уште се носат неразумни решенија или пак луѓето си дозволуваат да навредат некого, нели да го повредат. Можеби не мислат така, меѓутоа се уште не сме нација која што емотивно се контролираме. Ние имаме се уште неконтролирани емоции и многу лесно избунуваме. Во тие моменти се и се што кажуваме. Спроведувањето на новиот закон започна со почетокот на новата учебна година. Оние кои ќе ги носат одлуките во наредниот период треба да ги земат предвид сите лица со попреченост и да донесат разумни решенија кои ќе бидат во корист, а не на штета на оние за кои всушности се наменети овие промени. За да имаме инклузија во вистинска смисла на зборот, мора да гледаме на јаките страни на лицата со попреченост, наместо на нивните недостатоци и во зависност од тоа да се определи каков вид на настава е најдобра за секое дете поединечно. Она што е најважно и што го нагласуваат и нашите соговорнички и соговорници, општеството може да има поделени ставови околу некое прашање, но лицата кои се соочуваат со овие проблеми се последниот глас пред да се донесе заклучок. Сепак се работи за нешто со кое тие живеат секојдневно.